Овие поларни температури дефинитивно не се само проблематични за човекот, туку и за самите животни. Затоа овој период е многу важно животните да ја добијат соодветната нега, соодветна храна, како и потребната топлина за да можат да ги преживеат оние температури кои што се длабоко минус нулата. Затоа како животните во Скопската зоолошка градина се справуваат со студот, на кој им пречи ваквиот студ, на кој им пријае добро, разговаравме со госпоѓата Мирјана Крстевска од Скопската зоолошка градина. Предлагам да слушнеме дел од тој разговор. Во овој период највеќе им смета на оние животни кои што се од топлите тропските краишта, особено кај блекачите, змиите, мајмуните, жирафите, нилскиот конј и други животни кои што се од тој тип што се навикнати, кои што потекнуваат од тие предели. Секако најдобро е за сибирскиот тигар кој ужива во снегот и другите животни кои што во природни услови живеат на високи температури. Дали исхраната во овој студен период трпи некои промени кај животните? Значи, за зимски период имаме изготвено храната за животните се дава по хранителни таблици. Имаме летни и зимски. За овој период по зимските таблици за исхрана на животните храната се појачува за секое животно поединачно во согласно со видот на животното, а исто така се додаваат и соодветни витамини и минерали во храната. Појачаната храна допринесува да се зголеми енергетската ефикасност на енергијата кај животното, а со тоа и да му биде потопло на животното. Што е со топлината во живеелиштата на домовите на животните? Како таа се регулира? Во секое живеалиште, кај што од типот на овие животни кои што се од топлите краишта, се врши загревање на просториите. Загревањето се врши со панелки и со радиатори со струја, некаде е комбинирано, некаде се само радиатори, некаде се панелки и има поставено термометри кои што ја мерат температурата, така да во целиот период на денот работниците ја контролираат колку е температурата во тие живеалишта, во случај на доколку има некој проблем, да реагираат и да интервенираме. Со оглед на своето потекло, жирафите се едни од животните кои што имаат најмногу проблем со овој поларен студ и затоа е многу важно во овие поларни услови таа да има доволно количество на слама, исто така и поголем обем на храна како витамини и минерали со цел што подобро да ги помине овие зимски услови. Само јас би напоминала дека од Скопската зоолошка градина најавија дека се очекува на крајот на оваа година или почетокот на следната таа да се збогати и со пингвини, за кои што веќе се подготвуваат и живеалиштата.